Наш гостин денеска е доктор Даниела Настаска, жена научник која работи на истражувања поврзани со шеќерната болест и дијабетесот и која подолго време живее во Обединетото кралство. Основно училиште посетувала во населбата Ѓорче Петров, средно медицинско училиште завршила во Скопје и дипломирала на медицинскиот факултет при УКИМ, исто така во Скопје. Одреден период работи како лекар во ординација во Гостивар, а потоа во ординација во Окта. Но животниот пат и посветеноста ја носат на друго место. Аплицира и добива стипендија за докторски студии на Универзитетот во Кјото, Јапонија, а по стекнувањето на дипломата решава да се врати во Европа за да биде поблиску до семејството и каде има поголеми можности за финансирање на научни проекти. Доктор Даниела Настаска по доаѓањето од Јапонија во Европа најнапред работи на научни проекти поврзани со дијабетесот во Брисел, а потоа на Институтот за метаболизам и системски истражувања на Универзитетот во Бирмингем. Многу скоро продолжува нејзиниот ангажман со инсулинско-клеточната лабораторија, односно Islet Biology Lab во Центарот за дијабетес, ендокринологија и метаболизам на Универзитетот во Оксфорд. Доктор Настаска во овие 14 години има објавено повеќе научни трудови во престижни академски списанија. Доктор Настаска, најнапред добре дојдовте во прес-центарот на Медиумската информативна агенција, каде што го реализираме ова интервју. На што работите во моментов заедно со вашите колеги во Оксфорд? Во Оксфорд е, да речеме, преселба на лабораторијата од Бирмингем и на некој начин континуитет на тоа што го работевме и претходно, а фокусот е на Лангерхансовите островца кои што лачат инсулин, кои што, како што се надевам луѓето знаат или барем голем дел, го регулира нивото на шеќер во крвта. Значи ние испитуваме како клетките соработуваат меѓу себе, како разговараат меѓу себе, колку се различни едни од други и како сето тоа ги одржува Лангерхансовите островца здрави и го одржува нивото на шеќер во крвта нормално. Што планирате да биде вашиот следен предизвик? Во светот, целта на сите видови терапија е терапија персонализирана кон пациентот и за таа цел, она што би сакала во наредниот период да го работам е претворање на плурипотентни клетки, пример клетки од кожа и клетки од други ткива кои што се регенерираат нормално во телото, во клетки кои што создаваат инсулин. На некој начин локална фабрика на клетки кои што прават инсулин, која што може да се врати во телото во секој момент и да ги замени оние клетки кои што веќе изумреле кај пациенти кои што имаат тип 2 дијабет. Интересно. Да, интересно. На кој начин планирате да обезбедите средства за да ја постигнете вашата цел? Обединетото кралство во основа е многу плодна почва за работење на различни типови истражувања, вклучувајќи го тип 2 дијабет. Во моментов аплицирам за повеќе грантови, сметам на моменталните грантови кои што ги има нашата истражувачка лабораторија, кои што би овозможиле создавање на една нова функционална лабораторија во која што би се диференцирале, би се претвореле овие обични клетки во инсулин продуцирачки клетки кои што понатаму ние би ги анализирале, би имале увид во нивната функција, можноста да преживуваат во човечкото тело, колку долго, колку добро функционирале и слично. Значи, финансиите се прв чекор, Англија, како што спомнав, е добро место за обезбедување на тие финансии и остатокот е работа. Да. Дали на ваков начин функционираат сите лаборатории, сите научно-истражувачки лаборатории во Велика Британија? Принципот на нели донации. Тоа ми е целта. Точно, донации. Дали државата има удел во сето тоа или истражувачите бараат донации? Како е концепирано тоа во Обединетото кралство? Комбинација на двата начини кои што веќе ги спомнавте, постојат владени агенции кои што одвојуваат средства за наука и по пат на апликации, јавни огласи на кои што секоја лабораторија може да се пријави, се бараат средства, најдобриот проект победува и ги добива средствата. Понатаму постојат многу добротворни организации во Велика Британија и на светско ниво за кои што сите научници од Велика Британија имаат право да аплицираат. Повторно истиот принцип, најдобриот проект победува, се зависи од тоа колку е конкурентен, атрактивен, колку темата е важна во периодот кога се бараат финансиите и на крај кога ќе се обезбедат средствата, локацијата на научната лабораторија е помалку важна. Излезени сте од Македонија веќе 14 години, веќе кажав дел од вашата биографија, вашата професионална биографија. Колку научни трудови имате напишано до сега, каде се објавени и може ли да одвоите неколку кои што сметате дека се или можеби се меѓу оние што во иднина би биле многу значајни?
Мислам дека кога последен пат си го гледав CV-то, околу 25-6, меѓутоа во научниот свет трудовите се многу динамична работа, секогаш очекуваме нови да се издадат, бидејќи веќе сме во постапка за објавување на нови списанија. Така што тие 25-6 ја би го издвоила последниот кој што излезе пред година и пол во списанието Природа, едиција комуникации, и во кое што зборуваме за тоа колку различностите на клетките се важни во нормална функција на ткивото. Тоа е важно и специфично затоа што контрира на разбирањето од минатото, кога се сметало дека проучување на една клетка означува разбирање на целото ткиво. Ние денес учиме дека исто како и општествата, различноста и диверситетот се многу важни за да едно здраво општество функционира. Слично на тоа едно здраво ткиво функционира. Сметам дека тој труд е важен за еднината, затоа што врз основа на разбирање на таа ситна комуникација помеѓу клетките ќе излезат нови терапии, ќе се модифицираат моменталните, ќе се моделира терапијата во поглед на секој пациент, затоа што секој човек е различен склоп на болести и слично, и во тоа е надежта и потенцијалот на тој труд. Да се навратиме на времето пред заминувањето во Јапонија, што беше присутно да заминете таму? Работевте тука во педиатриска ординација, колку што се сеќавам, во Гостивар. Да. Потоа работевте во ординација за општа медицина во ОКТА. Многу интересно, да. Да, и одеднаш аплициравте за стипендија во Јапонија. Што ве натера да го направите тоа и што значеше практично вашето заминување во Јапонија за вас и за вашиот живот понатаму? Вртење на нов лист, преквалификување, затоа што докторите клиничари не се образовани да работат наука. Значи, јас во Јапонија, кога го почнав докторатот, почнав од нула. И би сакала да мислам дека дел од причините беа секако изборите кои што ги имав или нема во Македонија, меѓутоа помалку сум авантурист по природа. И сакав да видам каде ќе ме однесе таа нова патека во Јапонија. Како беше животот во Јапонија за вас? Колку е различен образовниот процес таму и овде? Многу, во некои погледи. Меѓутоа, она што Македонија и Јапонија имаат заедничко е дека се уште се многу традиционални општества, така што меѓуличните односи, односите на работа и слично не се разликуваат од времето кога сум растела со бабите и дедовците и начинот така што ние сме комуницирале во тие времења. Постојат многу нивоа на хиерархија, постои начин на однесување во зависност од тоа кој човек завзема каква улога во општеството или во лабораторијата. И во тој поглед требаше малку време да се навикнам, значи има меѓуродови разлики како се третираат жените или како се третираат мажите, и тоа беше learning curve, линија на учење, како да се однесуваш во која ситуација. Меѓутоа беше исто и средина во која што има многу поддршка, многу разбирање и многу грижа. И секако начинот на размислување се менува од целосно западен, индивидуалистички пристап кон животот и работите, кон малку источен и групно разбирање на светот, на општеството и нашето место во светот и во општеството. Во јавноста доминира мислењето дека за да се биде научник мораш да се откажеш од многу работи, особено кога си жена. Дали е тоа навистина така или може да биде поинаку? Пак е тоа за мене малку западен концепт на размислување, идејата на откажување од нешто, за разлика од концептот на откажување. Јас ги гледам работите како овложување на своето време во нешто што тебе ти значи, нешто во кое што сакаш да се надградиш, така што лично не сметам дека има простор за откажување, туку преструктурирање на твоето време и твоите приоритети. Дали е тешко или не, се зависи од твојот поглед кон работите и работите што тебе ти се примерни и ти значат во животот, работата, семејството. Зошто се одлучивте да работите на истражувања поврзани со шеќерната болест, со дијабетесот? Тоа е лична приказна, затоа што како многу луѓе во Македонија и во светот, и јас во своето блиско семејство имав личност која што имаше тип 2 дијабет и си реков кога веќе се посветувам на нешто што е многу time consuming, бара многу време, би сакала да е нешто лично и пак ќе кажам многу колеги во мојата средина имаат многу слична приказна. Или самите имаат тип 1 или 2 дијабет, блиски членови на нивното семејство, пријатели или слично. Значи е лична приказна. Голем дел од научниците инволвирани во било која област која што истражуваат во позадина носат лична приказна. Се зголема процентот на луѓето во светската популација кои што имаат шеќерна болест или некој од типовите на шеќерна болест. До каде е стасана медицината во тој дел?
Па во поглед на двата типа диабет, бидејќи да нагласам дека постоја тип 1 кој што е почесто кај младата популација и тип 2 кај повозрасните, направено е многу, значи и денес постојат терапии во кои што пациентите носат инсулински пумпи, тоа е да речеме врвот на терапијата, кои што детектираат промени во нивото на шеќер во крвта и успеваат да ослободуваат инсулин по потреба, слично како што функционира и природниот панкреас. Постојат експериментални процедури во кои што клетките кои што ги споменав, плурипотентните семокини клетки кои што се претвораат од обични во инсулин продуцирачки клетки. Овој тип на терапија е употребен во примарни предклинички студии во Америка кај пациенти кои што имаат тип 2 диабет и засега многу внимателно. Има охрабрувачки резултати во тој поглед, значи направено е многу. Меѓутоа, она што останува факт е дека причините за тип 2 се мултифакторни, непознати 100% и затоа се додека причината не е 100% позната, ќе мора да се работи на тоа за да се развие терапија и третман на целосно лекување на болеста, не ставање во мирување или ремисија како што тоа сега се случува. Доктор Настаска, дали вашето стекнато искуство и знаење го делите со македонските институции, односно дали некој ве поканил да бидете дел од некое предавање тука во Македонија или пак предавате на некој универзитет, имате ли комуникација со студенти или со ученици? За жал во Македонија не. Имам соработка со институти, универзитети од Азија, од Северна Америка, Канада, Обединетите држави. Меѓутоа во Македонија не, иако би сакала, затоа што постои огромен потенцијал. Сето она што јас го работам во Англија или луѓето од мојата област би можело да биде многу корисно пример за студентите на медицина или природни науки во Македонија во оние базични години на образование. Интересно е и за општата јавност затоа што ние во Англија многу работиме, развиваме настани во кои што луѓето по широката јавност доаѓаат да разговараат со нас, да се информираат што точно ние работиме, зошто е тоа важно и слично. Значи интерес од моја страна постои, секако би сакала ако има можност да помогнам и овде. Особено што новите технологии придонесуваат, односно даваат можност таа комуникација да се остварува без разлика каде сте во светот. Па нели во пост-ковид свет ово доволно е Zoom, Teams, не знам дали е дозволено да ги рекламира, ама било која онлайн платформа е доволна. Како млада жена, каква е вашата порака и научник, морам тука да додадам, и човек кој што веќе рековме 14 години излезен од Македонија и сам ја гради својата кариера во светот. Каква е вашата порака до младите? Каква е вашата порака до оние што сакаат да се занимаваат со научно-истражувачка работа и да го ставиме помалку и фокусот нели на жените и на младите девојки повеќе? Фокусот е правилно ставен затоа што и во Англија и во останатите земји на Западна Европа, Јапонија уште е полошо котира во тој поглед. Нема доволно жени научници да речеме на светски рамки. Не е толку страшно колку што изгледа, не е толку невозможно како што изгледа, без разлика на нашата локација овде во Македонија. Нашите студенти се добре дојдени на било кои светски институти доколку сакаат да се вклучат во магистарски, докторски студии, па понатаму да останат целосно во наука. Значи единствено што треба да се прави е да се пројави интерес, да се следат луѓето на светско ниво кои што работат во таа област, па преку социјални медиуми и слично да се види колку или како може да се стигне во нивните лаборатории. Се што треба најчесто е високо образование и интерес. Се друго се средува и финансиски и од секој друг аспект од страна на лабораторијата која што би сакала да биде домаќин на идните студенти од Македонија, вклучувајќи. Да. Уште не знам помалку од 3 недели сте во Македонија, потоа заминувате во Оксфорд. Што најмногу ви недостасува од Македонија? Кој ви недостасува најмногу од Македонија? Пошто најчесто условно кажано патите? Семејството, пријателите. За се друго човек може да надомести, да најде. Не се чувствувам дека сум одсечена од Македонија, затоа што редовно ги проверувам сите македонски медиуми, во текстум со се што се случува, доаѓам често, така што физичкото отсуство на семејството и пријателите е она што најмногу ме недостасува. Се друго може да се митигира. Доктор Настаска, многу ви благодарам за ова интервју. Се ви посакувам многу успех во следната работа и се надевам дека ќе се гледаме почесто и дека ќе имате можност вашето знаење и искуство да го споделите со нас тука во Македонија. Се надевам, благодарам за поканата.